Македонија може да се пофали со автохтони раси на кучиња кои со децени се дел од нашата традиција, историја и природно наследство. Македонскиот паничар и македонското овчарско куче Караман не се само верни придружници, туку и раси кои сведочат за богатата кинолошка традиција на Македонија. Така, колку сте препознатливи денес, како се зачувуваат, каков е интересот за нивното одгледување и што е потребно за нивна поголема афирмација во земјата и во светот, ќе ни каже господинот Владко Костовски, вака сега основач и актуелен претседател на кинолошкиот клуб Македонски паничар и прв претседател на кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро. Како сте утринава? Добро е. За вас како стартува денот со оглед на тоа дека кучињата, верувам, треба да се прошетаат, да... Стартуваше рано со нивно хранење, затоа што е топло, па тие сакаат додека е посвежо да се нахранат. Така. Во два сегмента го делиме разговорот, да го поделиме и Караман и паничар, да може да позборуваме започнеме со овчарското куче Караман. Еве вие сте прв претседател на кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман. Каква е историјата на оваа раса? Ајде малку да ги информираме сите оние кои што можеби не се информирани за овие раси. Во однос на историјата на расата, прашањето би поделил на два дела. Нејзиното одгледување како овчарска раса и нејзиниот дел како кинолошка форма која од оваа година, од 5 март 2026 официјално стана светски признаена раса како македонска национална раса на куче. Расата била одгледувана повеќе милениуми на овие простори, од пред се од овчарите, затоа и во нејзиниот назив како раса го има ја има придавката овчарско. Може да ја сретнеме на фреска од 1191 година во село Курбиново, во манастирот Свети Ѓорѓи, онаму каде што и фреската од 50 денарката ангелот од Курбиново, таму имаме фреска на која е насликан на македонско овчарско куче Караман како стои до трло со овци, што јасно ја покажува и неговата намена пред цел милениум. А имаме и во ригветските химни исто така се спомнуваат црните четириоки кучиња сарамеи, а и во македонските села, често кога со мојот брат идевме да истражуваме и да наоѓаме примероци за приплод, и на бачилата и во селата, немаше човек кој немаше да спомне нешто дека прав Караман е со 4 очи. Тоа се народни македонски верувања и според нив тие кучиња може да ги видат вампирите, самовилите, надприродни суштества кои ние луѓето не можеме да ги видиме со очи, а тие можат и да ги видат и да ги уништат. Ево најстарите записи химните за боговите, кои се на оние освојувачи кои освоиле Индија и кои упатувале молби до богот на смртта Јама, таму е црната кучка Сарама и нејзините потомци црните четириоки кучиња Сарамеи кои се придружници на богот на смртта Јама. И аналогијата со ова што нашиве силани кои никогаш не ја прочитале Ригведа паметат, значи толку е вкоренето тоа народно предание од генерација на генерација, тие се уште памтат дека црните четириоки кучиња Карамани, Сарамеи, тоа се истите оние, значи зборуваме за еден ист народ поделен во одреден временски период, а тие се пред 3000 години. Во што се разликува Караманот, од другите овчарски кучиња од Балканот? Генерално сите овчарски кучиња се слични сами по себе, меѓутоа имаат одредени разлики фенотипски кои се доволни за да тие бидат раздвоени како посебни раси на кучиња. Ако алутирате на шарпланиницот, која е разликата меѓу македонското овчарско куче Караман и шарпланиницот, за секоја раса постои стандард, тоа е идеален опис како треба да изгледа расата и тој е корисен за кинолошките судии кои ги оценуваат во изложбените рингови. Генерално шарпланиницот не смее да биде црн.
А Караманот мора да биде црн. И црн и со палежи, оние со 4 очи што во народот ги памтат како бојата на ротвајлерот, на тибетскиот мастиф, за да биде појасно за публиката. Значи, кога се правил шарпланинецот, било нагласено дека мора да биде еднобоен. Затоа што заради некојата камуфлажна улога бил прво правен од војската на кралство СХС. Тој е признаен како илирски овчар првенствено 1939 година. Ние сме го наследиле како готова раса при поделба на расите кои ги имала Југославија и затоа што Шарпланина е во Македонија и дел од Косово, така матичноста на расата остана во Македонија и Србија, тогаш Косово беше дел од Србија кога ги делеа расите и денес таа се вика под називот Југословенски овчарски пас Шарпланинец, така е заведена во Светската кинолошка федерација. Што е предноста на Караманот? Караманот е нешто што ние го создадовме откако, мислам, тој постоеше меѓутоа како раса, за да биде раса која секаде во светот ќе може да ја оценуваат на изложби, е плод на македонската кинологија. Не е затекната вредност од некои претходни кинолози. Уште во далечно, тоа е веќе минатиот милениум, минатиот век, поточно 1998, кога јас и мојот брат Маријан Костовски за прв пат почнавме да одгледуваме. Ние од деца сме кучкари, како деца чувавме паничиња, за нив ќе збориме во вториот дел од разговорот, меѓутоа оној период кога веќе бе средношколци, студенти, не интересираа овчарските кучиња, идевме по бачила, сликавме, фотографиравме и дојдовме до заклучок како шарпланинецот не смее да биде црн, што со оваа популација која и е толку кај старите сточари со пиетет зборат за Караманот како кучиња кои се многу верни, добри чувари на стадото, што со таа популација. И со Маријан тогаш решивме да направиме нешто за оваа наша напатена Македонија, да направиме македонска раса на куче. Почнавме да прибираме примероци од планините, од бачилата, прво во нашиот двор 2 бокса, па после тоа не беше доволно, купивме парцела од 2000 квадрати, таму преградивме. Сите оние кученца што ги произведувавме, ги дававме кај наши пријатели, за да, селекцијата тече плански, организирано. Веќе во 2004 го регистрираме кинолошки клуб Македонско овчарско куче Караман. Во 2009 клубот станува дел од Кинолошкиот сојуз на Република Македонија, аплицира. 2010 ја организираме на стадионот на армијата на Република Македонија првата државна изложба за македонско овчарско куче Караман на 9 мај 2010. Веќе 2011 на моје барење како председател на клубот до Македонски пошти се отпечатува плико, поштенска марка и воден жик со ликот на македонското овчарско куче Караман и тоа е прва институција државна што на некој начин го призна Караманот. Меѓу многуте оние на кои сме подарувале кученца беше и Илија Каров. Му подаривме на женка, ја крсти Марта. Илија многу сериозно си ја свати работата, имаше веќе кинолошка подлога, како одгледувач на кинески голокожи кучиња, ги зголеми бројот на Карамани. На мој предлог, пошто Илија 10 години помлад, а во интерес на расата веќе беше национална призната, можеше да учествува во Македонија секаде. Веќе 8 државна изложба беше организирана и сметав дека е време веќе да се размислува за нејзино меѓународно признавање, а за тоа треба да стартува некој помлад, некој поискусен, англискиот добро го владее и дека во интерес на расата е добро Илија да прифати. Му предложив, Илија се сложи, им го пренесов на управниот одбор.
тоа што планирам и така. И успеавте. Да, Добро. и ја карав. Многу приказни има, ама малку време секогаш. Јас би сакал малку и за паничарот, нели? Со оглед на тоа дека да вистина ќе немаме многу време да му посветиме, ама ќе имаме прилика повторно да се видиме. Така, ајде малку и за оваа раса. Кои се најважните карактеристики, пошто се разликува од останатите ловечки кучиња и впрочем како започна приказната? Македонскиот За паничар македонскиот не е паничар. ловечка раса на куќе. Значи, од нашите добро. анализи со мојот брат дека нели археолошки наоди, косткени остатоци, фолклорни записи, историски се што најдовме е поврзано со кучињата во Македонија, дојдовме до заклучок дека Македонија реално може да поседува 6 национални раси на кучиња, 3 овчарски, 2 ловни и една за придружба и забава. Трите овчарски се шарпланинецот, караманот и мијачкото овчарско куче, кое не е уште третирано во кинолошки рамки. 2 ловни, македонски загар и македонски рд, кој е целосно изумрен, меѓутоа цела тема за зошто е изумрен, со закон е забранет во цела Југославија тогаш, заради заштита на дивечот. И една раса за придружба и забава, тоа е македонскиот паничар, кој има и улога како чувар на дворот и имотот. Клубот го регистриравме пред 6 години. Книгата Македонски паничар ја издадовме 2019 во која е објавен стандардот, исто и за македонското овчарско куче Караман. 2004 ја објавуваме книгата Македонско овчарско, во која е напишан стандардот за расата, така и за македонскиот паничар. Во 2019 ја објавуваме, таму е стандардот за расата и веќе оваа година на 10 мај организиравме 4-та државна изложба за македонски паничар. Редовно судија е Габриел Стибел, меѓународен искусен кинолошки судија, но во оваа прилика да не испуштиме да го спомнеме, пошто темата за Караман заврши, Јордан Христовски, кој стана председател пред околу 6-7 години на Кинолошки сојуз на Република Македонија и тој е, сметам, најзаслужен за меѓународното признавање на расата. Неговата упорност, активност, фокус се фрли на една карта да се признае расата и ние заради Јордан Христовски денес, мислам, голем дел од заслугите се негови, така. За меѓународното признавање на расата. Морам да го завршам разговорот, ама ќе имаме прилика овде. Се што е убаво кратко. Така е, но за ќе жал одвоиме имам уште време со прашања, но сигурност. да, кратко е времето за разговор. Секако ќе ве поканиме повторно да ни гостувате и да ги опфатиме сите оние прашања кои што можеби сега не успеавме да ви ги поставиме.